Со пароли Правда за Викторија, Стоп за сообраќајното насилство, убиици судии, семејството и пријателите на покојната Викторија Николова од Радовиш денеска излегоа на протест пред кривичниот суд. Сестрата на Викторија вели дека казната за возачот е ниска и нереална. За неправедната пресуда, за целата неправда која ни беше нанесена и се уште ни се нанесува. Овој протест е уште еден кренат глас до ова судство, до оваа неправдина која не боли до коска и оваа пресуда од судијката Љубинка Бошевска. Како да не сме луѓе, како да не нема, како да се кријат во нивните удобни фотели, а трњата ние ги газиме, ние патиме, ние губиме и човек, и правдина, и надеж. Бараме правдина за нашата сестра, ќерка, девојка, другарка. Бараме нова пресуда со реални очекувања зашто нема да запреме овде. Доста беше ова тортура и ова лудило. Слушнете го нашиот глас, зашто за вашето непрофесионално работење ќе слушне целиот свет. Адвокатот на семејството Николови, Владимир Михајловиќ, смета дека оваа пресуда е пораз на правдата и порака дека тука не владее правната држава. Само еден дел зашто и денес сме собрани овде. Најголемата закана за правдата е неправда. Ја имаме кај нас во државата благодарение на судовите во изобилие, 31 година, ја добивме и пред 4 дена. На предметот за кој се расправаше за смртта на Викторија Николова и повредениот Леонид Дав, успеавме да видиме дека овде нит се битни закони, нит некој бара правда, ние имаме владење на правото. Затоа бараме, за жал на улица, да се слушне гласот на народот, затоа што пред 80 дена беше Викторија, утре може да биде секој од нас. Од судот велат дека тие во целост ги почитуваат уставно загарантираното право на секој граѓанин за протест и волјата да го искаже своето незадоволство. Сепак, како што додаваат, јавноста мора да знае дека во конкретниот случај судот изрекол првостепена пресуда која се уште не е правосилна и која ќе подлежи на проверка од повисоките судови во жалбена постапка. Судот при одмерувањето на казната се водел исклучиво од постојните законски одредби, што ги регулираат овие кривични дела, сите отежителни околности поврзани со загубата на млад живот, зачестеноста на конкретните кривични дела, како и репресивното и превентивното влијание на пресудата.